продолжа. Ништо, само размислувам. Зашто размислуваш што те мачи толку многу? За животот. Имам толку многу прашања на кои немам одговор. Знаеш, понекогаш дури сакам едноставно да исчезнам одовде и да ме нема никој да не може да ме најде. Ама не ми толку, не си толку безвреден. Не знам. Едноставно понекогаш се осеќам као воопшто да не вредам. Знаеш, ето и на тоа прашање немам одговор. Значи, не знам, претераното размислување понекогаш можда е проблем, оти ми дават прашања на кои едноставно не можеме да најдеме одговор. И што можеме да направиме за да го смалиме тоа претерано размислување? Не знам, знаеш колку и да продолжиш ти си размислуваш и едноставно ти никогаш до тие прашања нема да можеш да најдеш одговор. Продолжуваш со мисли, секое ново прашање, уствари колку и да се трудиш да пробаш да најдеш одговор, ти во нови и нови мисли влагаш. Едноставно да пробаш само да не размислуваш толку на тоа, со тоа што ќе го држиш умот зафатен, да правиш нешто, едноставно да ги тргнеш мислите и да се фокусираш на некоја активност, умот да го зафатиш со тоа нешто. Аха, па иде да играме фудбал. Знаев дека тоа ќе го кажеш. Се знаете? Одиме. Ајде. Прекомерното размислување е нашиот најголем непријател. Тој е виновникот за многу испуштени прилики во животот. Размислувањето не прави ништо друго, освен што ни влева страв во нас. Страв кој не тера да се преиспитуваме, да се прашуваме дали воопшто го заслужуваме нештото. Тоа е лага. Се што е претарано, не е добро. Така и размислувањето. Понекогаш, најдобрите животни одлуки се оние кои се донесени во еден момент, без многу размислување, без да дозволиме лагата да ја убие вистината. Не го пропуштајте животот, затоа што тој е оно што се случува пред нас, додека ние не го гледаме, затоа што сме зафатени со прекомерното размислување. А на крај, само ќе се погледнеме во огледало и ќе се запрашаме, како толку брзо помина времето.